Интерпелацијата што Левица ја поднесе за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ја темелиме на 10 основи, од кои 5 се за незаконско постапување поврзани со трагедијата во Кочани, образложи од партијата. Најголемата забелешка во образложението што Сашко Јанчев ја даде за интерпелацијата е селективноста и затоа што Тошковски не ни помислил да си даде оставка од морални причини. МВР има и дополнителни ингеренции за дискотеки и кабареа. И тоа проверка на работно време, проверка на гласност и бучевост, проверка на присуство на малолетници после полноќ, проверка на точење алкохол и употреба на наркотични супстанции. Ништо од ова не е завршено. Тошковски ги отфрли обвинувањата и рече дека наспроти случаите на модуларната болница, Ласкарци и Бесатранс, тука се спроведува доследна истрага. Има осомничени лица, меѓу кои и актуелни функционери. За употребата на пиротехника во дискотеката не е добиена дозвола, рече тој. Од самиот почеток, Министерството за внатрешни работи постапуваше по насока и во координација со јавното обвинителство. Односно, полицијата нити селектираше, нити одредуваше кој ќе биде опфатен, нити водеше истрага по сопствена волја. Со критики кон министерот си приклучија и опозицијските СДСМ и Европскиот фронт, кој повика за интерпелација на Тошковски. Dhe pyetja është nëse sistemi është i kalbur, kush e ka lejuar që të kalbet? Dhe nëse ju nuk keni forcë ta ndryshoni, a nuk do të ishte akt përgjegjësie dorëqja juaj? И во овие 15 месеци Министерството за внатрешни работи го претворивте како комплетно нефункционално министерство со најголем број на скандали, каде што преовладуваа селективноста, неказнивоста и комплетно е нарушена безбедноста на граѓаните. Од владеачкото мнозинство застанаа во одбрана на Тошковски, откаде вела дека оваа интерпелација е исклучиво поднесена само за политички бенефит. Инаку Борислав Кармов од Левица побара 1 час пауза за, како што рече, да се отворат портите и да се пуштат роднините на загинатите кои протестираа пред собранието. Но ова председателот на собранието Африм Гаши оцени дека со ова се манипулира со јавноста, бидејќи има правила како можат да присуствуваат граѓани да ја следат седницата. Манипулира со чувствата на граѓаните. 1 час пауза.